Во раководството на Зоран Заев веќе нема никој од оние луѓе кои беа на раководните позиции во СДСМ во времето кога на чело на партијата беше Бранко Црвенковски. Радмила Шекеринска беше последна од тие кадри, а по 22 години го напушта врвот на социјалдемократите. Заменик председателката на Заев од 99-та влезе во врвот на партијата. Најчесто беше на позицијата подпредседател, а година и половина беше лидер на СДСМ. Од оние познати социјалдемократи далеко од партијата си последните подпредседатели на Бранко Црвенковски, Зоран Јовановски и Гордан Ѓоргиев. Откако Заев е на чело на партијата, далеко од него и поранешниот генерален секретар на СДСМ Игор Ивановски. Веќе го нема ниту Андреј Петров, кој беше градоначалник на Карпош. Сите овие лица беа дел од така нареченото скопско крило на социјалдемократите, кои важат за блиски до Црвенковски и Шекеринска, а токму основачот на партијата како да најави дека неговата долгогодишна прва соработничка ќе се повлече од СДСМ, кога преку писмо најави дека го замрзнува членството во партијата и побара одговорност од сегашниот партиски шеф Зоран Заев поради погрешните политики во однос на спорот со Бугарија. Се обраќам до вас, почитувани сопартици, за да ви укажам на посебната одговорност што има нашата партија. Зоран Заев е председател на СДСМ и наша е задачата да ја намалиме штетата колку што е можно повеќе. Ако нема никаква реакција, ставовите на Заев ќе стана ставови застапувани од целиот СДСМ и бидете убедени дека тоа ќе има катастрофални последици по партијата и што е уште полошо по државата. Покрај сите овие горе споменати, Заев може да има проблеми со сегашни скопски функционери. Кога беше испратено писмото од Бранко Црвенковски, поголемиот број скопски градоначалници не му дадоа поддршка на Заев. Првиот човек на центар Саша Богдановиќ дури порачи дека треба да се слушне зборот на основачот на партијата. Многу е битно да знаеме отприлика што е цената која што треба ние како општество да ја платиме. Сепак верувам дека се искрени намерите и како сугестии, како критики, добронамерни предлози, се со цел да се постигне едно единство како држава, не зборам како политика или како партија, за да имаме, ајде да кажеме, еден исчекор во еден процес во кој што на жалост сме биле долго време заглавени. Жестоко против сегашното раководство на Заев секојдневно удири пронешната шефица на скопскиот огранок на партијата Софија Куновска. Таа вели дека е разочарана со состојбата на партијата во моментов, велејќи дека на позиции таму дошли лица кои немале ништо со социјалдемократијата. СДСМ почна да функционира по принципот на акционерско друштво и во тој момент двојецот Заев Шекеринска го распределија, условно речено, тоа акционерско друштво на собственички удели од 55 наспроти 45% во корист на Зоран Заев. Луѓе без било каков партиски стаж дојдоа на највисоки партиски функции во самата партија. Дојде Фросина Ременски, која претходно немаше еден ден во СДСМ стаж, но имаше затоа во други политички партии. Дојде Мухамед Зекири за подпредседател. Денес го имате Коста Петров за подпредседател. Од партијата од раководните позиции се повлече Дамјан Манчевски, кој важеше за близок до Шекеринска. Повеќе го нема ниту Емилијан Станковиќ, ја нема ниту една Илинка Митрева и уште многу други кои беа познати партиски лица пред Заев да дојде на чело на партијата.